Сонја Башич, поранешната љубовница на Халет Муслимовиќ, се огласи откако пејачот тврдеше дека судската одлука да ја плати одштета измислица. Муслимовиќ е осуден за насилство и казнет со 500 евра. По неговото демантирање, Сонја му порача дека подготвува пекулен план, пренесува Информер. На тој Халет, кој тврди дека е чист и чесен, му е забранет влез во Америка, Канада и не му е дозволено да стапне во Австралија, каде што живеам. Тој рече дека моите изјави и судските извештаи се измислени и дека некој сакал да го намести. Вели дека не е осуден, а не приложил ниту еден доказ или пресуда. Нема пресуда на која пишува дека Сонја Башич измислува и лаже, а дамката на незиното име, Халет Муслимовиќ, не може да се избрише и тоа најмногу го боли. Изјави таа за Српскиот телеграф, додавајќи: секогаш кога новинарите го прашуваат за случајот со насилство, тој се насмевнува и вели дека е задоволен од пресудата. Зошто не каже дека 100 пати се жалел и се обидел да го одолговлекува судењето за да застари случајот. Но залудно, судијата напиша дека е виновен и му изрече казна која никогаш не ја плати. Мојот адвокат сега подготвува конечна тужба за наплата на долгот, бидејќи нарцисот нема повеќе на кого да се жали. Можеме да се судиме 100 пати, но секој пат ќе губи. Наместо да шета низ Белград, треба да види како да го наполни Сава центарот, бидејќи ни тоа не може да го направи како што треба. Можам само да му кажам да ги спреми клучевите од куќата, кои наскоро ќе му ги одземам. Долгот мора да се подмири. Сите ние сакаме да изгледаме убаво и секси, а тоа е нормално. Најважно е пред се да сме здрави, а кога сме здрави, убавината доаѓа самата по себе. Најпрво се гледа тоа од очите, од длабочина на душата, вака вели мега популарната Лепа Брина за годините кои според неа се само обична бројка. Нам во Македонија уште ни е во добро сеќавање незиниот голем концерт, кој омилената пејачка го одржа ова лето кај нас во Охрид пред преполн стадион на Билјанини извори. Пејачката токму вчера го прослави 65-тиот роден ден. Една е од ретките која не ги крие годините и со нив се гордее. Не се срамам што полека, но сигурно стариам, па тоа е нормален природен процес. Сите се раѓаме, живееме, се радуваме и најпосле умираме. Подамна сум помирена со тоа. Среќна сум што живеам среќно, гледајќи ги синовите кои израснаа во убави, здрави и воспитани момчиња. Раскажа Лепа Брина додека наздравуваше во својата луксузна куќа во Белград со семејството и со сопругот, бившиот тенисер Бобан Живојиновиќ. Иако сите очекуваа дека пејачката ќе слави на некоја скапоцена јахта, тоа не го направи. Остана скромна, па славењето се случи дома во Белград покрај големата роденденска торта која домашните ја украсија со незиниот лик и дискотопки кои се символ на незината блискава кариера. Лепа Брина самата се посека се што може да се посака, а најискрено да има многу здравје. Познато е дека пејачката честопати е со здравствените проблеми, поради што најчесто не практикува пред и по концерти да другарува со многу народ, туку се заминува на спиење. Охридскиот настап направи исклучок, па остана да се забавува на Свети Наум, при што со своето друштво испеа куп македонски народни песни кои многу ги сака. Во Македонскиот културно-информативен центар во Софија вечерва со почеток во 18 часот и 30 минути ќе се одржи концерт на Дарко Багевски гитара и Петар Таневски кларинет. Како што соопштија отаму, на програмата на инструменталното дуо се дела од Георг Фридрих Фендел, Волфганг Амадеус Моцарт, Астор Пијацола, Ѓора Фејдман, Радојка Живковиќ, Никола Бадев и традиционални македонски песни. Дарко Багевски музичкото образование го стекнал во Скопје, Македонија и Загреб, Хрватска, а дипломирал на високата музичка школа Франц Лист во Вајмар, Германија. Кога се соработува со прекрасни луѓе, излегува и прекрасен продукт, вели Гуран Таневски, најавувајќи го јубилејниот концерт 40 години Гуран Таневски, кој ќе се одржи на 20 декември 2025 година во МКЦ Скопје.
Новата музичка подлога и концептуалниот пристап кон музиката ме наведе на тоа дека Девојка од бронза е најдобар показател во кој правец оди вториот албум More од трилогијата Среќен сум дури и без себе, а тоа е очекувај го неочекуваното, вели Таневски.